Добро, се враќаме во анализа од рекламите и мој гостин вечерва е Горан Илиевски. Вие сте председател на партијата на македонците во Србија. И сега првиот дел во анализа, имав интервју со една од најпроминентните новинарки во Србија, Јована Глигориевич, та работи во Време. Како гледате вие на Србија под окупација на Чацилент? Не сме тоа окупација да се свати буквално, заради тоа што тоа е само еден мал дел, додека целиот останат дел се бори за слобода. Прво да ви благодарам што изнесувате објективно и една и друга страна, бидејќи медиумите доста од Македонија беа еднострани и не сака да ја сослушаат и другата страна. Современо новинарство е задолжително да ги саслуша двете страни. Другата страна се прогресивните сили во Србија, предпоставувам. Другата страна се студентите, да. Како погрдно ги нарекуваат локатери. Тоа е нешто што се бори за една светла иднина на Србија. Да. И добро, како гледате сега во моментов Србија под некаква делумна, тоа е мал простор на Чацилент, но сепак жилав и борбата трае на студентите. И на студентите и на сите прогресивни сили во Србија. Вие бевте таму и видите. Видовте што се случува во Цацилент, кој е составот таму, колку има студенти кои сакаат да учат таму. Ја покушавам да бидем овде прилично објективен, многу тешко тоа ќе издржам, да не бидем субјективен, бидејќи партија на македонци во Србија од дамна, меѓу првите сме во опозиција и гледаме да не се мешаме толку во овие настани, затоа што сме партија на национално малцинство, кое е на многу видно место во Србија, као братски народ и имаме сите права као национална заедница на македонци во Србија. Србија е најпријателската земја според оние анкети кои се прават во Македонија. Испитаниците секогаш ја ставаат како приоритетна заедно со Соединетите американски држави. Така е, 35% македонци имаат блиска роднина во Србија. Значи 35% од 1.800.000, тоа е 600.000. Така да бројката на македонци во Србија е многу повеќе него што е прикажано на пописот. Околу тоа проблемот, околу пописот, ги знам проблемите, имате говорено за тоа, но прво околу актуелната сегашната политичка ситуација. Гледате ли излез некаква можност, заради тоа што опозицијата е прилично критикувана дека нема лидер. И тоа е сега проблем. Но светлата страна, некакво светло во тунелот се гледа со фактот што студентите ќе излезат на листи. Така е, до сега и студентите, знаете, се оградиле од опозиција, што е оправдано затоа што опозиција немаше лидер, немаше начин на кој ќе се бори. Она што ние пропагиравме пре уште 3 години за претходните парламентарни избори, сега е став на опозицијата во Србија. Ние сме мала партија реално, али рековме, по углед на Македонија мора се спроведат изборите и во Србија. Да се направи техничка влада пред избори, председател на државна изборна комисија да биде од опозиција. Тогаш тој мојот предлог не го схватија озбилно, а сега последните 2 дена токму тоа е главен захтев на опозиционите партии. Проблем со студентската листа, пошто нема своји представници во изборни комисии, каде што е неопходна помоќ на опозициони партии, кои дадоа поддршка на студентската листа, дека ќе поддржат со тоа што своји представници во изборни комисии, што е многу битно да се спроведат регуларни избори, ќе ги дае, значи, опозицијата. Студентите имат многу тешка задача, тие се појавија као едно ново, здраво ткиво, и све има свој почеток и крај. Ова влада едноставно покажа многу слабости, првенствено во надворешна политика, каде покушаа да кокетираат и со една и со друга страна, и тоа на крај на краишта више пропаѓа, доказ за тоа се конкретни изјави на Захарова од Русија, која пренесе став на Руската Федерација во врска со надворешна политика на Србија и тој став е многу последни изјави оштри кон Србија. Исто така, лоши се односите сега влошени и со
Соединените Амерички држави, кои jednostavno овде Кој зададоа удар со нафтата. Со нафтата и со тој ултиматум да се реши проблемот, кој jednostavno Србија е немоćна, не го решава, други ќе го решат, Србија само ќе постапи така како што ќе се договорат, ако се договорат Русија и Америка. Србија тука станува колатерална штета, jednostavno kao pravo na preča kupovina na naftna industrija na Srbija, na svoja naftna industrija na Srbija ne dobi, što je nonsens, ne može sega, vi ste udel u toj paketot na akciji, kada većinski akcioner je Rusija, a da ne bi dava na vas preče pravo na kupovina, nego svega da bara da li Arapi će kupat, da li će kupi Orban Ungarija. Sve to je jalova rabota, osnoven problem je što Rusija jednostavno ne je ni zainteresiran da go prodade svoj udel u naftna industrija Srbija, zato što su sankciji site smetke na Rusija se blokirani i Srbija ili bilo koji da i kupi tije akciji, množinski del, mora da uplati na smetka koja će biti zamrznata. Znači, tije pari nema da bude dostupni Rusije i zato Rusija jednostavno ignorantski gleda на продавање на своите акции. Да. Добро, Орбан го споменавте, Орбан имаше некакви изјави еуфорични дека тој нема да дозволи да пропати Србија. Па Србија нема да пропати, МОЛ требаше да влезе во игра, Србија веќе имаше санкции. Единствен начин на делување на одредени политike на одредена држава, на влада, се санкции. Тоа е единствена метода на притисок. Други притисоци не може да имаат никакав ефект, така да сега се посегнати за тој клучен сегмент на санкции и следниот може да биде дури и санкции во финансискиот сектор, што е многу опасно. Тоа ќе биде голем удар како и во Русија, кога станува збор за руските олигарси и замрзнување на нивните сметки и имоти. Ние веќе имавме санкции на гориво, ние памтиме крај на 20. век, кога едноставно ниједна бензинска пумпа немаше гориво, кога моравме гориво да купуваме по канистери, кога Македонија многу ни помогна, затоа што го кршеше ембарго на гориво во Србија и многу гориво доаѓаше току преку Македонија. И од тогаш се тие односи помеѓу српскиот и македонскиот народ на едно највисоко ниво, затоа што се родбински односи, тоа се исти народи и Македонија тогаш многу помогна на Србија и сега Македонија треба мало да се издистанцира, пошто надворешна политика на Србија не се совпаѓа со надворешна политика на Македонија. Македонија е влезена во НАТО, Србија не е за НАТО, НАТО бомбардираше Србија, дали оправдано или не, тоа тек времето ќе покаже. Така да Македонија увек може, ако го почитува волјата на својот народ, првенствено и на македонци во Србија, да и помага. И овие санкции нема да имат некој голем ефект, затоа што ќе се најде начин да се увезува гориво, така да, иако се плаши народот дека влезува во голема криза, и до сега, кога немаа санкции, горивото во Србија беше 50% поскапо него во Македонија. Македонија е една мала држава, да споредиме во динари имаше цена на гориво 70 денари, 140 динари, а во Србија е преко 200. Значи 50%, тоа се огромни акцизи која држава наплатува на свој собствен народ. Гориво легува као енергент во сите ставки со транспорт. Добро, во оваа држава, и тука завршуваме овој пакет, Србија во време на Чациленд и режимот на Вучич, но во Македонија има прилично еуфорија, одушевување од поддршката од страна на Вучич и на Русија и на Америка. Но се покажа дека на крај тоа така не функционира во политиката. Мора да се одбере страна. И тоа вистинската страна, онаму каде што е слободата, правдата. Многу е комплексна. Демократијата, вредностите. Да, многу е комплексна политиката. Мене ми е мало беше непријатно што не е пренесено во Македонија што точно се случува во Србија. Медиумите имаат огромна моќ во Србија. Владење преку медиумите е многу голема ставка по владеачката партија во Србија. И руското влијание како најголемо, како најопасно. Српскиот народ некако традиционално е врзан и окренут кон Русија. Русија дава гаранција за непризнавање на Косово, за неоцепување на Косово. Меѓутоа, Русија сега покажа дека рускиот интерес е над интересот на српскиот народ
И тоа сега се отворени Па тоа е нормално. прашања, конечно. скинати се ракавиците и Да. многу брзо ќе се одвија ова состојба, затоа што едноставно, колку год да сте пријатели со рускиот народ, владина политика не одразува секогаш и желба на народот, така да Русија тоа сега ќе го покаже како и што ќе се развиваат ситуации. Не би сакал да пак влезе во голема криза Србија, тоа може да се реши многу брзо со регуларни избори, да се избере нова влада која едноставно ќе следи некој нов пат, пошто овој до сега што беше пат на дипломатија се покажа као погрешен. Да. Добро. Конечно и видоа, претпоставам, и во Македонија. Ставија крај на тие, точка на тие еуфорични изјави дека е одлична таа надворешна политика, кога точно немате сојузници и пријатели, само едни, кога велам едни, мислам на демократските западните земји. Туку треба да се со одушевување да се соработува со Русија. Така е. Добро, вие доаѓате денеска од Македонско-српски форум, Стопански. Да. Кажете, да. 300 компании денеска во Александар Палас има голема средба на стопанство. Тоа докажува на блискоста и на можностите на соработка помеѓу Македонија. Таа е голема, евидентно е. Тоа е Заедно со Германија е најголема. Да, под покровителство на влада на Република Македонија, ние успеавме да направиме еден пробив на соработка и народот покажа со своја заинтересираност и присуство на овој форум огромна можност за соработка. Таа можност ја докажавме и прошлата недела во Нови Сад, кога Македонија доби чест да биде земја партнер на 56-тиот меѓународен сајам за туризам. Голема чест за Македонија беше се заблагодарувам на владата што прихвати да биде на сајмот за туризам, иако немавме во почеток разбирање од стопанските комори кои едноставно не сакаат да учествуваат, поединачно до сега за 10 години. Кои стопански комори? Говориме за Стопанска македонските? комора на Македонија, да, едноставно не сакаше да разговара, Зошто? нив ни стави да е превазидено сајамско представување на државата, а од друга страна имаме влада која сака да гради нов сајам. Сега имате контрадикторност помеѓу комората и влада, што е многу опасно. Не само влада, дури и опозиција се сложува за тоа да треба да се изгради сајам. Директен маркетинг, B2B е иднина, значи виртуелни контакти се едно, друго е кога ќе бидете пречекани на сајмот, кога целиот сајам за туризам ќе биде физички присутен тамо. Да, и ќе контактирате, ќе комуницирате физички. Да, и затоа едноставно, моја една препорака е Србија има стопанска комора која е под ингеренција на влада. Влада именува председател на стопанска комора. Ние овде под либерализација направивме приватизација на стопанска комора која не сака да работи она што им е работа. Многу хотели и туристички објекти кои учествува на сајам и кои сака да учествуваат ме праша зашто не учествува нашата комора каде што сме членки. Македонија мора да размисли, као многу западни држави, сериозни држави, стопанска комора да биде една под ингеренција на влада. Не може стопанска комора на Македонија да биде либерализирана и приватизирана. Како дојдоа до тој огромен објект кој го има стопанска комора на Македонија? Ние немаме стопанска комора на Македонија. Имаме три комори независни. Наследство кое погрешно е донесена одлука и мислам денеска беше и Чадеш председател на стопанска комора на Србија. Не можеме ние доживетен председател да имаме на стопанска комора. Има нови млади идеи, нови луѓе кои треба да се истакнат во таа стопанска комора и да биде содејство со државната политика, не стопанска комора против нешто, а владата за нешто. Или да има една државна комора, па вие правите колку сакате паралелни комори. Тоа здружение на одредени компании. Добро. Околу сајмот кажавте дека има исто така несогласувања на релација комора и влада. Па не сака едноставно да бидат присутни, уопште не сака да ни да ги известат своји членки на комора дека се одвива сајам и да може да учествуваат. Јас сега ќе ви дам што најново е една многу убава понуда која доби и Македонија да биде земја пријател на меѓународниот сајам за земјоделие, кој е втор во Европа, каде учествуваат 40 држави од свет. Значи од Бразил, Мароко, Индонезија, Кина, цел свет е на тој меѓународниот сајам. Тоа е еден од најголеми
сајмови во свет со 58.000 квадрати, каде што во изменатите 10 години само 3-4 компании од Македонија учествуваа. Немавме државно присуство на тој сајам до ова година, кога го замолив министерот Цветан од земјоделие, Трипуновски, и Македонија по прв пат после 30 години, после 33 години настапува на земјоделскиот сајам. Сите бивши републики учествуваат редовно на СФРЈ. Прошла година земја партнер беше Европска унија, Италија, многу сериозни држави, и професионалноста на Министерство за земјоделие беше покажано баш на тој сајам, каде зема учество и Министерство за земјоделие. Значи, 33 години ние немаме учествуваме, единствена република од бивша СФР која не учествуваше на меѓународниот сајам за земјоделие. Сега, но добро, ова година учествувавме и одма добивме покана да бидеме земја пријател. Земја партнера за земјоделскиот сајам, ова е 102 години сајам, еден од најстари во Европа, ќе биде една од 3 најголеми земји во свет. Уз неа, као земја пријател, ќе биде Македонија као земја пријател, а земја партнер ќе биде еден од најголеми земји во свет. Ова понуда не сме да се одбие и мислам дека овие односи помеѓу Србија и Македонија треба да одразуваат желба на народот. Ние сме ист народ, значи многу македонци, 95% се во мешовити бракови со србите, али сме дел од српската нација. Тоа она што овде во Македонија ни фали, да изградиме една нација. Ние не сме бинационална држава. Сега не ве разбирам, дел од српската нација дека е македонскиот народ е еден од конститутивни народи во Војводина. И српскиот устав е граѓански. Добро, погрешно сум те разбрала дека македонците се срби, така ве разбирам. Не, ние сме сите права као македонска национална заедница ги имаме во Србија. Да. И тоа е со закон преточено. Околу правата и одговорностите и вашите разочарувања, што е многу мал бројот на македонци во Србија според пописот. Па ние не го признаваме тој попис, затоа што 15 податоци од државна статистика на Србија. Тоа се фингирани, фалсификувани така. Податоци или што сметате? Не е спроведен попис на диаспората воопшто. Едноставно е фингирани, не смее да се признае, затоа што јас ќе ви дам податок дека во диаспората од албанска национална припадност попишани сте 172.000, а од македонска национална припадност во светот само 6.000. Не може ние да сме малцинство од диаспората и албанската етникум да биде во поголем број. Во Србија не сме попишани ни 1000. Ние во партија имаме 1150 судски заверени основачи на партија, а по државна статистика која сега се води во Македонија, мање од 1000 сме попишани во Србија. Србија не признава со 15.000 во своја државна статистика по попис во Србија, а по пописот во Македонија ни 1000. Ние немаме држављанство и сега се прават нови платформи. Државата тука е мало хендикепирана, затоа што едноставно држава Македонија, затоа што не ни дава држављанство. Србите? Не, Македонија не ни дава на македонци во Србија македонско држављанство. Ние лаче добиваме бугарско држављанство со една изјава као македонци и младите, жал ми е што добиваат бугарско држављанство, а не македонско. Затоа што Македонија направи една бариера со законот кој никако да го смени. Сите тие платформи на страна, ја молам и дале, ова новата влада да не излезе во пресет и секој што се изјаснува во Србија као македонец, да има право да добие македонско држављанство по род, не на второ колено, не на прво, или имаме трета, четврта, пета генерација македонци кои едноставно не може да се стекнат со македонско држављанство. Ако можеме овде македонци од Македонија се стекнеме со бугарско со една изјава дека се чувствуваме како бугари, зашто ние што сме стварно прави по род македонци не можеме да бидеме македонци со држављанство? Може ли да кажете што е проблемот? Имате ли некакви информации? Законот е ригорозен, тамо едно 12 документи треба, значи едноставно држављанство се пренесува на прво колено. Значи нашите, татко ми е роден во Македонија, не беше држављанин на Македонија, 33-та. Тогаш ни немаше македонско држављанство. Значи не можам да добием ја држављанство затоа што татко ми не бил држављанин на Македонија. Па дајте, јас сум по род чист македонец, и по мајко и по татка, со генерации. Ја немав држављанство, го стекнав 2003-та. Кога прво го запишав татко ми, па после ја можев на основа на нега, значи на прва колено се
Дајте, либерализирајте го законот. Не може да ми говорат по законите на Европска Унија, по правилата на Евростат не можеме да ви даеме. Како Бугарија дава со една изјава да бидеш. Добро, Бугарија има политика. Па то ние немаме. Политика, да. Ние треба да имаме државна политика, да. Која аналитичарите велат дека допрва ќе биде експлоатирана и злоупотребена токму со тие државјанства. Да. И друго, ми имаме закон за заштита на национални малцинства помеѓу Македонија и Србија од 2004 година. Тој не се применува. Зошто не се применува? Па тоа треба да се ратификуван во двата парламента за заштита на национални малцинства, каде се гарантира во член 8 да македонска национална заедница во Србија има право да учествува на сите нивоа на власт, од локална до парламентарна. Но бројката, како велите, бројката е 1000. Тоа што Македонија дозволи, само попишување, не е статистичка операција. Попис не се прави со само попишување. Зашто е признаено тоа? Ја и тогаш поведов бурна дебата со тоа и со председател на Државна изборна комисија, не му признавам пописи. Не можете вие од 110.000 македонци во Австралија, кои се во државниот попис толку прикажани, да имаме само 3.000 македонци по пописот во Македонија, по само попишување. Значи, од 3.000 до 110.000, ова е несериозно, многу. Државата мора да има национална стратегија, не да правиме некои платформи кои Чекате, рековте да ве поправам 3.000 македонци во Македонија. Во Австралија, македонци во Австралија изјаснети со пописот, во Македонија се само 3.000 и тоа е податок во државна статистика. А во Австралија, по пописот на Австралија, во Австралија, како македонци, со потекло од македонци, изјасниле 110.000 македонци. Дајте некој да поведе мало грижа и за диаспората. Ние не можевме да правиме контакт воопшто со национални приоритети, со Министерство за надворешни работи. Ни рекле, не работиме, не примаме вика делегации, не примаме со работа. Што работите? Овде во институции стварно ништо не работи. Добро, немате средби со Министерот за надворешни и имавме, али конкретно со Муцунски уште не пробуваме да направиме контакт со Министерство за надворешни, пробавме како и оди преку национални приоритети, ни таму дори не примија. Имаме проблеми затоа што едноставно нас не ни треба никаква платформа, дајте ни само државјанство. Дајте за оној што по пописот во Србија се изјаснува како македонец, Македонија е должна по повелбата на Обединените нации, каде секој има право да се изјаснува за своја етничка припознаност, да ни дозволи да бидеме македонци и со државјанство. Тоа е правна форма, со тоа Македонија влегува и во правен однос со свој државјанин, да мора да му штити своите интереси. Грижа за диаспора не е мешање во внатрешни работи на држава. Ми изгубивме 180.000 македонци во Бугарија, кои не се организирани и не се присутни во политичкиот живот на Бугарија. Друго однос би бил и релација помеѓу Македонија и Бугарија, да се тие видливи во Бугарија. Исто така и во Србија. Тоа е бугарската политика за која не може едноставно, знаете и сами, има присуди во Страсбур, кои не се почитува. Ја би го поздравил адвокатот Менкиновски, кој сега не знам зашто не влезе во овој меѓународен суд во Страсбург, кој многу помогна на македонците во Бугарија, ал не на еден адвокат да им помага на национално малцинство во Бугарија. Требаше државата за да стане во заштита за своето малцинство. Добро, државата прави никаква селекција и предпоставувам. Значи, вие предпоставувам дека треба да имате секојдневни средби, еве вашите се жалите за проблемите со туризмот, со стопанската комора, стопанската соработка, со македонците во Србија. Имате ли со Министерот за туризам, например? Со Министерот за туризам имавме средба и сега во Нови Сад. Јас затоа сакам и тој да каже, лошо е што од 36 телевизии кои го пренесуваа меѓународниот сајам за туризам во Нови Сад, македонска телевизија немаше пратена своја екипа. Прашајте го министерот од Министерството за туризам како помина, како беа дочекани во Нови Сад, како дочекани беа сите тие компании, туроператори, хотели од Македонија кои добија награди. Од 39 награди на сајмот за туризам, 15 пехари добија објекти од Македонија. Ја овде понесов список кои све се наградени и им се заблагодарувам што ја представија Македонија на највисоко ниво. Министерот Лутков беше задоволен како беше пречекан. Господја Софија Миладиновска од Министерство за туризам го водеше целиот проект. Македонија имаше централен штанд
на сајмот за туризам. Во салонот на Тито во Петроварадин правевме македонско вече, каде што настапи танец. Тоа е Војводина, да. Да, и убаво беше да се чуе македонско девојче во срцето на Нови Сад. Бевме горди македонци во Нови Сад, затоа што Македонија беше испочитувана највисоко ниво на една меѓународна манифестација, најголема што Министерство за туризам, кој е ново формирано, имаше во регионот. Да. И верувам дека тоа ќе се настави. Очекувам Министерство за земјоделие, кое официјално еве сега ви пренесувам, доби покана Македонија да биде земја пријател на 102-иот сајам за земјоделие. 102 години више сајам за земјоделие. Да, добро, можете да дадете идеи, сугестии и предлози токму на овие функционери за кои говориме, конечно и да работите заедно на некакви стратегии. Да, jer ние македонци во Србија, што сме во огромен број, тоа знае Србија, затоа не чепкат, во избирачки список има 200.000, сега и виш преку 200.000 македонски презимиња, така да знаете, ка мост за соработка помеѓу Македонија и Србија се токму мешовити бракови и македонци во Србија. Да. Тоа е една импозантна цифра, од 169 општини по пописот во Србија, во 168 има македонец. Тоа е званична статистика на Србија. Не сме само 1000, као што е представено во пописот во Македонија. Да, добро. Добро, на крај сме, јас благодарам што бевте гостин Горан Илиевски. Благодарам и на вас на можноста да се чуе и глас на македонците од Србија. Благодарам што не гледавте. Пријатно.